Да, почнуваме со емисијата, како што најавивме, тука е Гоце Делчев Тодев, председател на Македонскиот полициски синдикат. Господине Тодев, добре дојавте во студио 10. Добре нашол, благодарам за поканата, благодарам на самиот почеток за времето кое е 24 вести како секојаш од самото формирање на независниот синдикат на полицијата, така и денеска одвојува за информации кои секако би биле добре дојдени и за граѓаните на Македонија, меѓутоа и за самите вработени во полицијата, особено за членовите на независниот синдикат на полицијата. Да, тоа е една гранка во државата која е прилично важна за општеството, но за жал во која секогаш има и одредени проблеми. Ке зборуваме за сето ова. На почеток сакам да ве прашам за нешто што е, да речеме, на некој види повод за вашето гостување. Неодамна имаше една меѓународна конференција во Бугарија, каде што синдикати од повеќе држави одржавте еден заеднички настан, каде што на тој настан вие станавте председател на тоа едно ново тело, па еве да ни објасните вие точно за што се работи. Па ако политичарите одат со отворен Балкан и веќе сите граѓани се свесни дека од вчера имаат нови моменти во делот на поволностите со тој отворен Балкан, да можат работниците само со отварање на шифри да работат од Македонија во Сомбор или од Тирана во Белград или обратно од Белград во Саранда. Независниот синдикат на полицијата, кој во изминатите 8 години покрај останатото и работите и активностите кои имаше на територија и во делот на самото министерство во државата, имаме и меѓународни активности, имаме билатерални спогодби со 8 синдикални структури од регионот, поточно од Словенија, Србија, Косово, Албанија, Бугарија и така да се отвори една посебна, да речеме, тематика меѓу самите синдикати за она што, као што напоменав, као што политиката отвори отворен Балкан, така и на нас ни дојде до идеја, односно да сите тие средби покрај останатото не наведе на еден момент со кој сакаме на Балканска политичка унија да биде основа за отпочнување на евентуален спас на Министерствата за внатрешни работи во регионот, бидејќи сите сме свесни како што еден огромен број на полициски службеници кои се произведуваат во Центарот за обука во Идризово, така и како што завршуваат со годините на стаж, заминуваат и се одлеваат од полицијата. Полицијата останува се повеќе со помал број на професионален кадар, односно луѓе што буквално професијата полицаец ја немаат во преден план како во Македонија, така и во останатите држави, во Бугарија, во Србија, Црна Гора, и тоа беше основниот повод што Независниот синдикат на полицијата, како еден промотор на оваа идеја, дојдоме во ситуација во Софија да седнеме на маса и во една 3-дневна дебатна, да речеме, една работна синдикална атмосфера, да дојдеме до момент на формирање на една ваква Балканска политичка унија и за многу скоро време процедурата мора да помине до добивање на одредена документација и печати и јавноста дефинитивно ќе биде запозната, поточно самите Министерства за внатрешни работи, а и самите останати граѓани, за да може да сето она што го имаме планирано да биде како еден проект што понатака. Ние до сега знаеме што се случуваше во Министерствата за внатрешни работи, па и во нашето Македонското Министерство за внатрешни работи, состојбите се крајно критични, може да зборуваме се и се што, може да кажуваме дека е идеално, меѓутоа полицијата се наоѓа на едно дно во општеството, во многу нешто. Ке зборуваме за тоа, сакам уште само да ја прашам, значи сега доаѓаме дека унијата во моментов ќе се, таа Балканска унија ќе се формира од Србија, Македонија и Црна Гора. Така. Бугарија значи нема да влезе сега во Бугарија во оваа фаза нема да влезе, бидејќи стана збор и дојдоме до ситуација кај што бугарското законодавство е многу понапред во однос на одредени прашања
него законодавствата во Црна Гора, Србија и Македонија. Не смееме да прекршуваме одредени, да речеме, законски решенија кои ги има Република Бугарија, зашто исклучително го цениме тоа као нешто што и овие држави, тежнејки кон европските вредности, ќе мора да менуваат одредени нешта во делот на законодавството, посебно во правниот систем, така да тоа и беше минимална, односно основна пречка, што не успеавме да ускладиме статут и програма за делување, со што седиштето би било во Софија. Одлуката на крајот на самиот тој состанок, односно основачко собрание, излезе дека ќе мора да го направиме во некој од другите држави. Одлуката и договорот беше и остана да Скопје биде центарот, односно местото кај што ќе биде формирана Балканската политичка унија, па од тука ќе делуваме и ќе одиме со нешто што ќе ги запознаеме и словенците, хрватите, односно нашите синдикални структури со кои имаме соработка, за да можеме да направиме еден покомпактен проект за, пак ќе кажам, спас на полицијата во многу нешто. Интересно што вие би биле председател на таа унија. Да, веќе изгласано, да. Јас сум избран за прв председател на таа Балканска политичка унија и веќе документите се обработени од одредени адвокати, односно правни лица кои ги усладува законите и од Црна Гора и од Србија. Ги најдоме решенијата затоа што сепак на едно ниво сме идентично како што тоа беше и во, пак ќе напоминам, отворен Балкан, така да поедноставно ќе го срочиме и ќе го направиме ова како унија со седиште во Скопје, а подоцна би ги поканиле и останатите држави од Балканот. Веќе имаме комуникација со романски полициски синдикат и отпочнуваме процес на приближување кон грчкиот единствен синдикат, бидејќи на целата светска јавност, не на македонска јавност, знаеме дека посебен начинот на делување на синдикалните права, а и грците имаат исто огромни проблеми во делот на работните односи, особено во делот на она што имаат безбедносните служби, односно полицијата во Грција, и мислам дека за многу скоро време таа релација која имаме, да речеме, со наши полициски службеници од Македонија кои имаат комуникација со грчки полициски службеници, а се во рамките на нивните делувања на синдикатот. Не сакаме да отвараме моментов фронт, односно да отпочнуваме било какви разговори, дека не ја оформиме Балканска политичка унија, да имаме почетна основа, да имаме документ, да имаме печат, што се кажува, а после тоа лесно ќе ги поканиме и ќе ги направиме сите основи за еден добар проект за, пак ќе кажам, спас на државите, особено во делот на безбедноста на граѓаните, бидејќи сме сите свесни се она што се случува секојдневно во секој од државите. Црна хроника кој ќе отвориме Facebook или кој ќе отвориме било каков дел од социјалните мрежи, кај што секојдневно, односно секоја минута ни доаѓа од делот на убиства, самоубиства, начин на упади на одредени криминални групи во станови, наркодилери. Значи, не би сакал да ја ширам темата, како и да е, значи, полицискиот службеник е добар полициски службеник, е столб на една сигурна и безбедна држава и на граѓаните. Добро, уште ова во однос на оваа тема, како ќе помогне оваа унија, еве, за подобрување на состојбата во државите, бидејќи тоа го повторувате, како ќе помогне? Да. Прашањето ви е перфектно, новинарски, и очекував вакво прашање, затоа што не смееме пак да ги лажеме нашите членови, како би било која ќе го направиме сето тоа. Ние веќе имаме разговори со одредени фондации, не зборувам од било која држава, фондации кои соработуваат со Брисел, односно се на релација со европските фондации, кај што и на Европа, а и самите сме свесни. Претпоставам дека и не 24, не постои медиум кој не ги следи состојбите во Германија. Ние сме сведоци тоа што се случи пред неколку дена во Германија во одредени клиники е нешто што може да му се случи на секое општество, односно во секоја држава. Европската безбедност, кај што граѓани од Македонија, Бугарија,
Србија, Црна Гора и така натака заминуваат да живеат и да работат во европските држави, односно престолнини, зборувам во Европската унија, е потенцијална можност за терористички напади, акции и за било што може да биде опасно за самиот опстанок на безбедноста во една таква држава. Така да веќе сме во една комбинација кај што одредени фондации, односно одредени организации кои имаат пристап до европските фондови за едукација, односно начин на кој би дошле до квалитетно изменување и дополнување на постојните закони, конкретно на Законот за полиција и Законот за внатрешни работи, кај што и од самите политички партии ќе побараме сериозен пристап на ова што го зборувам. Ја ова го зборувам веќе со години, нај кажам и една деценија. Значи политичките партии кои во моментов се во една офанзива за добивање на што поголем број на пратенички мандати во собранието, ворете тоа, почитоа, меѓутоа нема да има простор да една политичка партија не смее да се случи да не го стави на хартија прашањето што со одредени закони од делот на безбедноста на граѓаните. Граѓаните ги интересира економија, меѓутоа граѓаните мора ги интересира и делот на безбедноста и сигурноста на државата, меѓутоа не може ние со ситни пари да го задржиме полицискиот службеник професионалец и да остане во делот на професијата во МВР, односно во делот на полициите, конкретно е како што е и самата тема Балканска полициска унија, во веќе Црна Гора и Србија отидоа многу не премногу, меѓутоа многу повеќе во делот на добивање на плати и плаќање на еден полициски службеник во рамките на нивните држави. Македонија остана на најниското ниво во делот на исплата на личен доход, односно пари на месечно ниво, и од таа причина пак е потенцирам и тука би завршил во делот како би дошле. Би дошле едноставно со сериозни луѓе кои сакаат да помогнат и помеѓу останатото и на нашето министерство, да независниот синдикат влезе во еден таков проект, не да, како што викаат граѓаните, да лапа пари. Не, тие пари да бидат наменски искористени, да можеме навистина да на самите и политички представници во делот на идниот состав на собранието му даеме конкретни предлози со што ќе го спасиме општеството, односно ќе ги покачиме платите, зашто со години зборуваме, и ќе донесеме поголем број на поразновидна опрема, зборувам одредени материјално-технички средства, со што тој вработен во полицијата ќе може со што да дојде и да допре до местото на одредено злостоство, односно начин на кој е направено злодел. Сакам да ве прашам, ќе преминеме, се разбира, на платите, на стандардот на синдикалните прашања, но кога зборуваме за регионот, ние се уште не сме свесни со какви моменти ќе се соочуваме како чекориме кон Европската унија, полека како се либерализира пазарот, работната сила. Имаат земји од регионот веќе проблем со пополнување, со самото пополнување на работните места во полицијата. Значи нема полицајци долу. Да, баш така. Констатацијата ви е одлична. Нешто нема полицајци. Јас сега да речеме во текот на вчерашниот ден добив податок да полицискиот конкурс што беше со отпочнување во Идризово, од 600 кандидати кои се во Идризово, не сакам да шпекулирам, меѓутоа ова мора да провериме уште деновиве, да побараме информација од јавен карактер, да веќе околу 100 курсисти кои се на курсот заминале затоа што кога влегле да видат и кога отпочнале процес да видат кај влегуваат и што ги следува, односно почнувале со курсот, се повлекле од местото припадник на курсот за полициски службеник. Меѓутоа, сами се повлекле. Да. Ова, пак ја кажам, не сакам да шпекулирам, ова ми е тази информација од вчерашниот ден, ние ќе го провериме, верувам дека и останатите кои ја следат сета ова дебата, односно овој момент што го пренесувам, ќе биде основа за да се провери дали е баш така. Меѓутоа не ме чуди затоа што можеби самите кандидати несвесни пред да влезат и да отпочнат еден курс, не знаат кај влегуваат. Кога ќе отпочнат и кога ќе го видат сето тоа што се случува, многу брзо се повлекуваат. Меѓутоа, има еден огромен број на
полициски службеници кои се баш од 91, 2, 3, 4 и така натака од после распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои биле курсисти и влегле во полицијата и минатите години, а и оваа година имаме на листа еден огромен број на полициски службеници кои веќе се пензионери, условно кажано, и кои се на листа за пензионирање од оваа година, со што се упразнуваат работните места кои се по систематизација во полицијата. Ние сме свесни, конкретно јас као претседател на независниот синдикат на полицијата, кој многу внимателно следиме состојбата, без разлика што не членуваме као синдикат во одредени тела, посебно во Министерството, кај што ја следат состојбата и кај што се практично во одредени комисии за прием и за распоредување, односно комисии кои се во полицијата за таа кадрова политика. Меѓутоа, ја знаеме состојбата да минатите неколку месеци пред формирање на техничката влада, зашто и јавно реагиравме, имаме влегување во полицијата на особи кои не ги исполнуваат критериумите. Предпоставувам дека министерот кој во моментов е министер на техничката во техничката влада, министерот за внатрешни работи, се тоа што го говорам, а зашто веќе имаме наследба. Мислам дека таа следба е и основа за покрај останатото да се проверат сите овие нешта и да се проверат таквите решенија кои беа дадени во изминатиот период од негде септември, октомври 2023, кај што имаме сериозни забелешки за особи припадници на полицијата кои станаа припадници, а претходно биле, да речеме, од цивилниот дел на живењето, односно не поминале одредени критерии. Добро, како може тоа? Нели има правила за влез? Правилата е министерот. Министерот проценил така, има ексклузивно право со тоа што го распишува огласот за надворешно влегување и сега од надворешно влегување директно ги поставува на места од инспектор, помлад инспектор, виши инспектор, дури имаме и самостојни инспектори, кај што е позиција која е условно кажано доста сериозна во Министерството за внатрешни работи. Им се дадоа позиција на самостојни инспектори и на луѓе за кои не би сакал јас да зборувам денеска, меѓутоа би сакал министерот, односно и минатиот, и овој сериозно да фатат оваа работа, затоа што има и повреда на одредени права во Министерството. Меѓутоа, само ќе потсетам да и одреден број на функционери во изминатите неколку години кои не успеа во политиката, со превземање од политика, од градоначалници, станаа самостојни и не знам главни инспектори и да не кажам повисоки функционери во Министерството, зашто нема напредок во Министерството ако ние имаме влегување во Министерството за внатрешни работи и со луѓе кои не биле во делот на таа сфера. Да, добро, еве, некако се тече разговорот сам, природно, така да нема, ќе се продолжиме баш на оваа тема, значи тоа е темата професионализмот во полицијата. Мислам дека и самите граѓани забележуваат дека во полицијата, па и во Министерството за внатрешни работи генерално нешто има како што треба во поглед на луѓето кои работат таму. Многу често имаме поблаки дека се работи за еден непрофесионален однос, дека се работи за луѓе кои се нестручни за работата која ја извршуваат, и тоа веќе константно се повторува. Имаме често и вести кои доаѓаат, еве имаше утрово една вест, ја имаме тука дека полицаец се обидел да спречи своји колеги на клинички центар при носење на затвореник во притворското оделение, па поднесена е дисциплинска постапка против него. Од време на време слушаме и вакви вести, но слушаме и вести каде што и самите полицајци се вмешани во криминал. Значи, ова го доведува во прашањето. Имаме ли критериуми денеска какви луѓе работат во полицијата? Немаме. За жал, немаме, затоа што ако кажам 50-50, може би ќе погрешам, може би е поголем процентот на луѓе што се повеќе политички него професионални. Ако кажам вакво нешто, знам, јас сум свесен да ова што го кажам ќе најде на еден сериозен отпор меѓу колегите со кои живеам, работам, секојдневно се среќам, меѓутоа мора да се
појавиме еден пред друг, лице во лице, сурат во сурат, да се погледнеме едноставно во очи и да си кажеме дали, па тоа се однесува и за мене, дали јас имам можност тоа што законот мене ми го овозможува, како самостоен инспектор, да делувам и да бидам професионалец во однос на тоа што сето она што го предвидува законот да го спроведам на дело. Еве јас веднаш кажувам, јавно кажувам, почнувам од себе. И јас не сум професионалец затоа што политиката длабоко, дебело навлезе во Министерството за внатрешни работи во Република Македонија, до таму е отидена да сме имале многу случаи, премногу случаи, кај што еден на друг од страна на министерот, од пратеникот или од премиерот е пренесено, кажано е да оваа поставка заврши тука. Значи ние сега дека може да Тоа е поразително е тоа. За жал поразително, меѓутоа е ова реално. Јас сум само реален и не сакам да кажувам дека живееме во розов свет. Не сме во розов свет, ние затоа и од таа причина мора да кажеме да се тоа што го пренесом и денески го зборам со години назад. Значи мора една посебна експертска група, не мора ја да бидам тука, ете не сум експерт. Меѓутоа има експерти кои научно се занимаваат со проблематиката полиција, научно се занимаваат со сферата, ги имаме впрочем на Полициската академија, односно во Центарот за обука во Идризово, лица кои само со тоа се занимаваат, особи кои лично јас ги познавам од помошникот министер на Центарот за обука преку директорот на Полициската академија, односно Факултетот за безбедност, други директори, односно други декани на факултетите за безбедност на другите универзитети, значи особи кои се занимаваат исклучиво со научна дејност од сферата на безбедност, тие нека седнат да мора во најскоро време направат рез, направат па и ремонт на целиот безбедносен систем, кај што мора да се стави крај на нешто со кое со години, еве, и јас као синдикат го говорам, и впрочем ќе го искористам као некако вид реклама на самиот себе, односно на самиот независен синдикат. Во 2015-16, кога отпочнуваме процесот на формирање на независниот синдикат, се чудеа во каков проект влегува Гоце, односно дел од луѓето што го поддржуваат, а уствари беа свесни дека беше неминовно потребно јавно да се проговори за сето она што не чини во Министерството за внатрешни работи. Значи не може да се случи 2015-16 со тогашниот технички министер Оливер Спасовски да говориме и излегуваме пример на делот на одредени промоции кај што имаме ситуација кај што имаме полициски станици со 4 или 5 полициски службеници, конкретно Чашка и да не ги зборувам од делот на граничната полиција, а состојбата и денеска е иста. Замислете, 8 години се поминати, пред 8 години зборуваме и отпочнуваме проект со кој као независен синдикат и така го отпочнаме процесот на барања и побарувања за унапредување на полициските да речеме потреби, односно на вработените во полицијата и нивните права, и ние после 8 години доаѓаме на повторно рамниште нула. Значи, едноставно, сакам да пренесам дека независниот синдикат на полицијата и пред 8 години, а и сега уште по критички настапува, затоа што гледајќи ги состојбите преку Балканската политичка унија, односно преку синдикатите од Словенија со кого имаме спогодба, кај што имаме перфектен однос со словенскиот синдикат на полицијата и синдикатите од опкружување, односно од државите во регионот, говори дека начинот на решавање на политиката во делот на полицијата е многу поразличен од оној што го имаме ние во Македонија. Да, кога зборуваме за професионализмот во полицијата, или како што вие велите дека проценувате дека можеби повеќе од половина од решенијата се политички, а половина професионални, значи повторно доаѓаме до еден алармантен податок на некој начин, бидејќи знаете како, цело време зборуваме за реформи во правосудниот систем, за владење на право и правда, за борба против корупција, како еден од најголемите проблеми на македонското општество. Тоа е впрочем нотирано и во сите меѓународни извештаи, на извештајот на Европската унија, на Стејт департментот, се повторуваат тие критики, но полицијата како едно делче од тој систем, заедно со обвинителството, со правосудството, е многу важен сегмент, многу битен сегмент. И ако сега самата
полиција е, ајде, нема да кажам корумпирана, туку компрометирана на некој начин, тогаш целиот тој систем не може да функционира. Ние, значи, не можеме да обезбедиме функционирање на правната држава, бидејќи имаме дефект во еден многу важен дел. Перфектна анализа направивте. Перфектна затоа што сето тоа што и ние како независен синдикат, ама многу свесно го говориме, е нешто од кое бегаат вработените во полицијата, бегаат, условно кажано, началниците. Еве, да бидам поконкретен, началниците кои се блиски и се поставени од страна на политичките представници, да не кажам од министрите, односно од министерот за внатрешни работи, кој има, да речеме, ексклузивно право, односно можност да поставува одредени началници по одредени сектори, што може би и во ред, меѓутоа за мене и тоа во ред е знак прашални. Меѓутоа мораме да сме свесни дека сето тоа што се случувало, а и го имаме во Министерството за внатрешни работи, е основа за не за дебел рез, за, пак ќе кажам, сериозно седнување на маса и да се запрашаме дали сакаме вистински напред, дали сакаме да го освежиме, односно да го направиме нештото со кое и самите граѓани ќе кажат афери, направија нешто во Министерството за внатрешни работи, ги исфрлија сите опции од можност за злоупотреба и за корупција, односно компрометирање на одредени личности, да бидат од политички представници, да бидат началници или да бидат особи кои се во тимовите на кабинетите на министрите, све со цел да навистина граѓанинот се осеќа и сигурен, меѓутоа да биде и безбеден во начинот на неговото функционирање и во живот. Предпоставувам дека за многу брзо време ќе се појават многу експертизи, посебно од делот на луѓе кои се занимаваат со делот на безбедноста. Не би сакал да откријам денеска во емисијата, меѓутоа за многу скоро време ќе слушне и јавноста. Еден од проектите кои независниот синдикат сигурно благо ќе поддржи, ќе оставам као само тема која би го отворил, меѓутоа за брзо време ќе го слушнеме, со што мора, пак ќе напоменам, да бидеме подготвени за сериозен ремонт во делот на безбедноста. Само ќе се направам споредба, ќе се поврзам со она што се случуваше во одбраната. Одбраната од паралела 2000 пример прва, втора до денеска направи такви крупни реформи, крупни зборувам, кај што и НАТО си го направи своето, односно влегувањето во безбедносниот систем на НАТО. Македонската одбрана стана вистинско Министерство за одбрана и се приближи со стандардите на она што го имаа, да речеме, земјите во обкружување, конкретно Бугарија, Црна Гора, грчката безбедност за одбрана, не до ниво на такви плати, односно такви стандарди, меѓутоа е многу поразличен начинот на функционирање во одбраната во однос на она што македонската полиција, односно Министерството за внатрешни работи направи и чинеше во овие 20 години, и предпоставувам дека доаѓа време и мора Министерството за внатрешни работи, особено министерот во наредната влада која ќе биде таму од мај, јуни оформена со Господ напред, да биде подготвен за една сериозна реформа во делот на безбедноста во поглед на се. Зборувам во поглед на се, а се однесува колективен договор во тоа министерство мора да биде компатибилен со реалните состојби во министерството. Не може синдикат кој 30 години се декларира дека единствен синдикат да остане синдикат кој ќе биде носечки, водечки и единствен синдикат кој ќе подготвува колективен договор и 30 години ништо не направил во делот на прашањата кои се однесуваат за работниците, ништо не направил, затоа што ако направил нешто немаше денес. Сега зборувате за репрезентативниот синдикат. И независниот синдикат е репрезентативен со документ. Но за жал, тој единствен, кој се декларира дека е единствен, лажно представувајќи одредени факти во министерството, го доведе во заблуда министерот, зборувам во заблуда, и да дојде до момент кај што министерот едноставно, односно лицето кој веќе не е министер, Оливер Спасовски, да каже: јас подпишувам колективен и соработувам, мене ми е партнер во министерството, единствениот репрезентативен синдикат, тоа е Македонскиот полициски синдикат. Борете, не го спориме дека има поголем број на членови, меѓутоа дека е единствен репрезентативен, тоа е ноторна лага
и невистина, затоа што Законот за работни односи се однесува и за Министерот за внатрешни работи, и за синдикатот на полицијата, односно Македонскиот полициски синдикат, и за мене. Јас не можам одека да изнесувам факти, можам уствари, меѓутоа си има судски органи, односно си има надлежни судови, кај што ако изнесам невистина, покренувајќи тужба, ќе треба да се соочам со вистината. Судските органи ќе треба на обвинителна маса фактите кои, ако сум ги изнал како невистина, да ги бранам пред судовите. Јас кажувам факти со кои Македонскиот полициски синдикат еднашка после оваа емисија мора да свати дека на една заедничка округла маса мора да седне со независниот синдикат. Дали тоа ќе биде со ГОЦЕ или со дел од телата и органите на независниот синдикат, меѓутоа за доброто на полицијата. Јас и денеска и секој пат пред медиумите, односно пред јавноста, никогаш не сум се ни обидел да кажувам нешто со кое би правел, а за себе си. Јас ако 9 години сум на едно исто рамниште, ако да речеме сум се стекнал со право на 7 степен, со факултетска наобразба 1991 година, од 92 година имам 7 степен и сум на исто рамниште децени и децени, само заради тоа што не сакав да го злоупотребам синдикатот, не сакав да одам со унапредување во делот на службата, затоа што ако едно унапредување би направил во службата, би било основа со која требаше да се бранам пред членовите. Господ ми е сведок, сето тоа што го кажаме факт, меѓутоа факт е дека Министерството, менаџерот на Министерството за внатрешни работи, министерот, сегашен, односно иден, секој еден кој треба да го отвори колективниот договор за доброто на вработените во полицијата, е тој акт, подзаконски акт, кој е темелот на функционирање на Министерството за внатрешни работи. Добро, вие како независен синдикат, значи сакате да бидете вклучени во правењето на колективните договори. Ние и до сега мораме да бидеме вклучени. Ние нешто сакаме, ние мораме да бидеме вклучени затоа што Законот за работни односи едноставно кажува дека колективниот договор е документ кој го подготвуваат, изработуваат, подпишуваат, соработуваат, делуваат сите репрезентативни синдикати. За нас од 2018 година нема пристап за колективниот договор и можеби Министерството за внатрешни работи е на вакво ниво затоа што единствениот репрезентативен синдикат заедно со министерот сите нешто што ги правил во изминатите години, а тоа ќе се докаже. Јас не морам денеска да го докажувам и најверојатно ќе немаме време да го докажуваме денеска во емисија, меѓутоа како што се докажува сето нешто што е актуелно со пасошите и со личните документи во време периодот од наназад месец дена и ќе се докажува во наредниот период, така и ќе се докажува јас сега што го кажувам. Меѓутоа, не е само колективниот договор. Законот за полиција и Законот за внатрешни работи, која е политичка одлука на една политичка влада и се донесуваат како измени и дополни во собранието, ние имаме неколку обиди со одредени политички групации во собранието, ние како независен синдикат на полицијата се обидуваме да измениме дел и од кривичниот закони, Законот за кривична постапка, закон со кој правото на еден полициски службеник, кај што можеби, како викаат народно, тука лежи и заекот, кај што му е ускратено правото, односно кај што лице припадник на полицијата одговара по посебни закони. Ние не сакаме да не одговараме по посебни закони. Меѓутоа не може полициски службеник во случај ако погрешно ве погледнам или се ако повишам тонот, автоматски да му биде одземено оружјето, автоматски зборам затоа што вие како пример граѓани на државата согласно одредени членови одредби од Законот за полиција и Законот за внатрешни работи поднесувате преставка до Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи врз основа на вашата пријава ќе може да ми го земе оружјето затоа што сум опасен во начинот на однесување према вас или према граѓанинот и тука се доведоме во ситуација да имаме ние дел од специјалните единици. Конкретно ќе пренесам дел од ЕБАРА и од ТИГАР, да не зборувам за полициски службеници од општата надлежност или од граничната полиција или од сообраќајната, значи важи за сите. Меѓутоа имаме и специјалци од ЕБАР и од ТИГАР на кои им е одземено личното вооружување, лично зборувам, лично пиштоли кои ги следува согласно формацијата во рамките на полицијата, затоа што имаат пријави и секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди врз основа на одредени предмети имаат земено нивните пиштоли и одат на работа без пиштоли. Ова е можеби тема која посебно ќе треба ова е интересно, прв пат го слушам, да.
Да сте во тек, еве. Па добро, што прават на работа без пиштол? Повеќе од 300 такви има во МВР, ништо одат на работа без пиштол. Као вие сега да доаѓате во студио, имате студио, имате камера, ама немате тон, немате микрофон. Тоа и такво нешто се случува во МВР, зашто X пати поднесоме, ние дури имаме и посебни трибини као независен синдикат на полицијата со најава и барање, заменување и намалување на влијанието на тие таквите законски решенија со кои буквално би го вратиле достоинството и начинот на делување на еден полициски службеник. Сега јас не знам какви се точно процедурите и правилата во самата полиција, но еве при некои разговори со полициски службеници кои се припадници на оние униформирани полициски службеници кои се, да речеме, кои најчесто ги гледаме на улиците, кога бидејќи имаме и пријатели меѓу нив, нели, и познаници, сме разговарале, тие велат, сега јас не знам дали е така, вас ќе ве прашам, велат, па ние скоро да немаме овластување за ништо. Доколку видиме некаков населен криминал, треба да повикаме интервентна единица. Доколку е нешто уште посериозно, специјална единица. Вели, ние рече се сите овластувања ни се одземени. Ние сме само на некои во некои работи само наблюдувачи, не ви наблюдувачи, да. Дали е тоа навистина така? Воопшто не ви излажале. Само треба да го употребат глинен голуб во народниот дел на конверзација кај луѓето, така се кажува, глинен голуб, затоа што еден полиски... тој има оружје, има пендрек, има се. Џабе му е, веруете. За жал, ова што го кажувам јавно, отворено и баш е така. Не само на вас, меѓутоа, ако направиме една, да речеме, анкета меѓу граѓаните, огромен е бројот на полициски службеници кај што гледале што се случува, не сакале да превземат, се тргале со глава, ова јавно ви го кажувам, отворено ви го кажуваме, направите посебна, не вие како телевизија, целата јавност нека направи посебна, да речеме, не знам, социјална група, нека пренесе као што има, не знам, големи домакинки, не знам какви све групи има, нека направи срамот на полицијата и нека ги пишуваат, ама отворено ги пишуваат ваквите нешта. Значи, вие ќе имате такви теми за дискусија по медиумите, да едноставно ќе се запрашаме, па кај ние живееме? Дали навистина ова се случува во една држава, во едно општество, во цивилизирана држава, која цели према Европска Унија и стандардите од посебната западна цивилизација, кај што имаме Министерство за внатрешни работи, имаме полиција, имаме ние овдека сега полициски службеници кои од данорчниот денар, пазете, ова е многу интересно што ќе го кажам. Данорчниот денар кај што и водата што ја купува телевизијата, мора 18% плата или 5% ДДВ, во зависност која категорија, не е ни битно, меѓутоа од буџетот на државата ги плаќаме тие полициски службеници, меѓу кои јас. И јас сум тој што сум платен од полицијата, односно од државата, односно од народот. Јас, како што сум отворен во емисијата, секој министер, секој менаџер, секој носител на јавна функција, сите оние кои се пратеници, па и другиот репрезентативен синдикат, јавно мора се погледнеме во очи и она што е навистина вистинска состојба, да ја ставиме на маса и да кажеме, луѓе, ова навистина веќе нема смисла. Не може да плаќаме ние полициски службени кој ќе носи пиштол и пендрак, кој ќе носи лисици, меѓутоа кој ќе види дека се случува грабеж, кој ќе види или ќе слушне во станот дека се провалува, или му влегува во сопствениот дом. Законите се такви да криминалецот има поголемо право од полицискиот службеник кој е овластен и го плаќа народот. Па ние, значи, одека стварно треба да се запрашаме до каја доведоме државата врз основа на некои политички желби на поединци за да седат во фотењи, да бидат министри или да бидат во една владеачка гарнитура, а да пати народот. Добро, затоа ли имаме се почесто напади врз полицајци? Гледаме дека секоја недела малку па напад. Како веќе имавме еден случај каде што во Струга беше, каде што е влезено и во полициска станица каде што се тепани полицајците буквално од некој што влегол. Имаме многу такви апсурдни случаи. Значи веќе излегува дека ајде да речеме криминалците не се плашат од полицијата. Ако кажам секојдневно може ќе погрешам и позитивно и негативно. Имаме денови кај што нема. Меѓутоа имаме денови кај што имаме и по 4 напади, може да замислите. Ние во изминатите 6 години, согласно барањето кое го доставиме како барање
за информација од јавен карактер, добиме податок кај што имаме 762 напади до декември месец. Независно синдикат на полицијата имаше посебен караван, имаме протести по градовите, кај што сакаме само да пренесеме на граѓаните, не можат они да бидат безбедни, затоа што ние не сме безбедни. Ние не сме безбедни затоа што Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, колективниот договор и Законот за работни односи со кривичниот законник се распарна систем и со што? Ако еден полициски службеник преземе било какво политичко действие во дадена ситуација, Министерството за внатрешни работи само декларативно во нивните закони, односно во моите закони кај што јас работам, имаме распарна систем со што декларативно стои дека Министерството за внатрешни работи, односно владата, поточно државата, ќе застане зад мене. Ако јас превземам действие полициско со кое треба, ако некој ме нападне да се бранам, меѓутоа да не ја прекорачам мојата сила во одбраната, па случајно ако падне, обично паѓаат таквите што кои ќе видат дека се послаби во едно такво действие. Се имаме икс примери кај што полицискиот службеник испаѓа дека е виновен затоа што се брана. И од таа причина се повеќе се настаните кај што ако е извршен напад на полицискиот службеник, врти грб, како ја што имав конкретно ситуација кај што ме нападна новинарка, па морав да вртам грб за да може да се спасам себе си од пропаст. Ако случајно јас направив било што, не дај Боже да не ги држав рацете во джеб, да паднеше особата која ме нападна, можеше да се случи да денеска нема да бидам овде со вас, да бидам во шутка. Такви се законите и од таа причина ние имаме ситуација кај што полицискиот службеник не превзема никакви полициски мерки, не превзема ништо што има како овластување, само за да се спаси од можноста да биде буквално до таму отиде со казна да заврши во затвор, а имаме многу такви случаи, и од таа причина пак ќе го поврзам со она што го кажува во теков на емисијата, да политичарите, да политиката, да сите оние кои се задолжени во секторот на безбедност и полиција во политичките партии кои очекуваат пратенички мандати, сите оние кои ќе бидат во клупите на пратениците, мора ова да го имаат како основа, не заради мене, туку заради нив, бидејќи МВР има посебна управа, односно посебен оддел за обезбедување на личности, односно на министри, на пратеници и на одредени, да речеме, функционери во секоја влада, па и наредната влада ќе го има тоа во тој оддел, за да може да има вистинска ингеренција полициска, не да тепаме ние тоа, далеко од памет и од свест би било да барам како независен синдикат на полицијата да ги направиме правилата да кој ќе те видам, нели, ако ти ме погледнеш на криво се парафразирам, да го изведам пендракот и да тепам. Далеко од тоа. Меѓутоа, ако навистина имаме напад врз одредено лице или имаме напад врз одреден дел од објектите, и такви случаи ние сме имале кај што имаме кражби на опрема во полициските станици. Може да замислите држава, Македонија, во која во полициската станица имало кражби на кабли. Може да замислите до кај отиде на работата и затоа се ова што го говорам. Дрскоста, до каде е дрскоста, да. Баш така, имаме кабли на одредени далеководи, пошто има тие огромен број на количини на бакар, на кабли такви случаи имаме. Значи нешто за кое мораме јавноста не само да ја запознаваме, да кажуваме дека од некаде почнуваме, да стварно дојдовме до најниско ниво, до дното во однос на вистинската ситуација која имаме во државата и да почнеме да качуваме малце по малце, степен по степен нагоре, затоа што се ова што во моментов го имаме е толку лошо да ако продолжиме вака ќе бидеме во прашање во многу нешта, па и во делот на полицијата. Да. Добро, за крај едно прашање за кое не зборувавме, за кое беше едно од главните барања, тоа е изедначување на платите во однос на минималната плата во полицијата. Велите дека во полицијата тоа не е направено. За жал не е направено. Полицијата ја третираат, односно нас во Министерството за внатрешни работи, не третираат како посебен сектор, односно дел од државата која е по посебни критериуми заради тоа што имаме бенефициран работен стаж.
се уплаќаат и бенефиции, посебен начин е на водење на пресметка, за жал зборувам. Се што зборувам, за жал затоа што никој не сака на вистина да се погледне во очи, и ако каже некој, ама вие имате 30% вика зголемување на плата по однос на сето тоа што имате као бенефиција. Затоа викам за жал, затоа што и со имање 30% повеќе на плата, а платата е пониска од, не сакам да повредам или навредам било кого во општеството, не знам. Буквално не сакам ни една професија да повредам, меѓутоа ако ќе отворите социјална, да речеме, мрежа кај што се бара работник на каса, а почетна плата му е 35.000 денари, може да замислиме, значи ако полициски службеник кој има минат труд, стаж, кој има 30% властување и така натака, ги нема тие 35.000 денари, може да замислите колкава е платата на еден полициски службеник. Не само вие, уопште сите оние што ја следат емисијата многу добро знаат што зборам, затоа што сите ние имаме, како јас што сум нечии комшија, братуче, внук и така натака, сите ваши следачи на телевизијата имаат по некого што знаат кој работи во полицијата, или ако кажам дека еден што слика, најактуелниот дел од моментов на општеството е сликањето на лични документи, 25.000 денари е на една особа која седи 8 часа слика, внесува податоци, внесува лични податоци, наплаќа, бидејќи мора на системот на наплата да внимава, па се случува да 2-3 дена ќе задоцни затоа што не внел некој број, пошто не може една особа да прави 10 операции во 10 минути. 25.000 денари е платата на еден таков сликар во управните служби во Министерството за внатрешни работи, па би сакал да направат споредба граѓаните, односно сите овие факти што ги изнесувам, па да знаеме до кај е платата. Меѓутоа, јас пак како член на КСОМ, на Конфедерацијата, кај што членува независимиот синдикат на полицијата, како еден активен член во делот на ова проблематика, кој со години сум во тоа социјално-економско тело, економско-социјален совет на ниво на држава, благодарение на големиот процент на застапеност на независимиот синдикат на полицијата во Конфедерацијата и као генерален координатор на независимите синдикати, сум изминатите 3 години, а и ова година за многу скоро време, во март месец, ќе биде усогласување, односно покачување на минималната плата со посебен закон. Ќе учествувам на сите тие работни средби на ниво на економско-социјалниот совет. Повторно се поднесени прашања и барања, меѓутоа као свежина новина ексклузивно ќе пренесам на вашата 24 ТВ, независимиот синдикат на полицијата, имајќи дел од луѓето кои се занимаваат подолго со синдикатите, дадоа предлог кој веќе дебело правно се разгледува во делот на независимиот синдикат на полицијата. Ние овој пат ќе бараме покачување на плата врз основа на зголемување на минималната плата, односно тоа стручно економски, ако не сум во делот на економијата, вика е усогласување на платата. Ова ќе побараме од владата, од 5 министри кои се составен елемент на социјално-економскиот совет, без разлика што имаме техничка влада. Тоа е активност која државата, односно Републиката, мора да го спроведе, заради тоа што граѓаните не може да трпат она што се случува во делот на ситуацијава во текот на оваа 24-та, кај што имаме 2 избори, односно избор на претседател, избор на пратеници, односно парламентарни и претседателски избори. Предпоставувам дека ако ништо повеќе ќе се слушне гласот што ќе го предложи независимиот синдикат на полицијата, и тоа порамнување на платите ќе биде основа во иднина да секоја влада мора темелно Министерството за финансии да ги погледне барањата не само од независимиот синдикат. Таму министерствата ќе мора да поднесуваат извештаи, бројот на работници, систематизирани работни места, значи комплексен систем е на ова што го отвараме како тема, многу комплексен систем. Јас пак ја напоменам, во изминатите 4 години сум активен член во ова тело, во кое учествувам со факти и параметри, учествувам со одредени бројки и нормативи, зашто
и денеска порачувам на тоа тело мора да се занимаваме многу сериозно за да ако ништо повеќе го ублажиме и го балансираме сето она што го има како незадоволство во рамките на полицијата, односно меѓу вработените во МВР. Да. Добро. Ви благодарам за ова интервју и се разбира ќе следиме што се случува во вашиот сектор, па понатаму ќе направиме едно рефреширање на состојбата. Ние сме тука на располагање, така да кога ќе имате потреба за било какво информирање на граѓаните, стоиме на располагање. Да, ви благодарам уште еднаш. Гоце Делчев Тодев, председател на Македонскиот независен полициски синдикат. Со ова го завршуваме првиот дел, одиме со реклами, потоа продолжуваме со Јасмин Реджепи, невладината организација Легис за состојбата со мигрантската рута во Македонија.